повторно во гостинското студио, каде што си го пречекавме гостинот кој ви го најавив јас денеска уште рано наутро. Говориме за здравиот животен стил, за трчањето како можност да се натрчаме себе си и непрестано да ги поместуваме границите на нашите можности, бидејќи човек учи и истражува додека е жив. Не постојат години за разбудениот човек и за оној кој што сака да го живее својот живот по сопствените индивидуални правила. На оваа тема денеска со нас е Кокан Ајановски. Добре ни дојде. Добро утро, добре ве најдов. И се радувам што вака ќе истрчаме еден круг заеднички рано наутро. За некои е рано, за мене не е веќе рано, но за многумина е можеби се уште рано. Токму така баш ми е драго што ќе бидам гостин во вашата емисија и супер убава најава направивте. Благодарам. Одлично, така. Кога се будат трчачите? Па тоа е индивидуално. Ако сте од утринската група на трчачи, како што кажавте, сега веќе ќе ви биде, нема да ви биде рано, да. Сега е веќе пладне. Да. Така што ете, најчесто трчаат пред да одат на работа или пред оние обврски што ги имаат, дали приватни, дали професионални. И тоа значи во час изразено, да кажеме, околу 5 часот наутро. Да. Браво, да. секоја чест. Така што, меѓутоа има и друг тип на луѓе што трчаат, што сакаат, да кажеме, се наспијат или се будат подоцна нивното тело, ако можам така да кажам, па повеќе преферираат да трчаат во попладневните часови или навечер. Така што има и такви луѓе. Да. Меѓутоа, најважно е да сакаат и да трчаат. Так. Твојата приказна е многу интересна, за мене беше доста инспиративна и причина повеќе да разговараме ова утро, не само да ја најавиме трката утре, туку и да говориме за тоа како ти се пренасочи од една поинаква животна позиција на машински инженер кој што навистина имаше блескава кариера, имаше убава работа стандардна од 8 до 4, која за многумина е можеби во ред, но не има и такви кои навистина не сме родени за таква работа. Ти реши да ја оставиш таквата работа, да се збогуваш со таквата работа и со твојата професија и веќе 11 години можат луѓето да те сретнат на кеј, каде што мотивираш, инспирираш и направи една цела армија на успешни трчачи. Баш така. Па точно пред 11 години одлучив она што ми лежи длабоко во срцето, што, да кажам, можеби на некој начин ми било потиснато целиот свој живот. Си реков, ако не сега, кога? И буквално ставив точка на се она што било до тогаш, цела моја едукација, да кажем, ете, дипломиран машински инженер, сите мои пракси во странски земји поврзани со тоа, и се она што сум се образувал до тогаш, да си речам, доста беше, дај да си го случам срцето, да го правам она што сум го сакал целиот живот, меѓутоа, ете, не сум имал можеби доволно храброст да го правам. И така започна, ако можам да кажам, и мојот втор живот во поглед на работата, кога одлучив да ја заменам класичната канцеларија со канцеларијата на кеот на Вардар, со градскиот парк, со водно, со гази баба, и секаде онаму каде што може да се трча или каде што може да се спортува, независно кој спорт. Меѓутоа да е нешто поврзано со, како што кажате, здравиот и активен начин на живот. Да. Не те прашав на самиот старт, еве во меѓувреме следиме инсерти, дел од трофеите, ајде да ги искоментираме. Па така, трки многу, значи надпревари многу. Во април правам точно 15 години како трчам. Иако целиот свој живот сум бил спортист, меѓутоа од 2008 случајно се насочив кон трчањето, маратонското трчање. Ми стана интересно како аматер своевремено, дознав дека можам да трчам. Ете, иако сум на 26 години, мислев дека е доцна за било каков професионален ангажман во спортот, но не било така. Прв пат на 28 години станав шампион на Македонија, од тогаш имам повеќе од 20 пати шампионски титули. Да, повеќе од 30 пати македонски репрезентативец. Така што еве, ова се дел од сликите, значи да, трки, патувања, драги спомени, она кога го правите она што го сакате. Мотивирани луѓе, позитивни луѓе, среќни, исполнети, бидејќи го прават тоа што го сакаат. Така што дефинитивно живење на сонот. Браво, Кокан, вистина прекрасно. Не те прашав на самиот старт кога влезе во студио, со трчање дојде до Алфа или како? Не дојдев со трчање, зашто ќе бев многу испотен. Инаку со задоволство би го направил тоа.
може во некоја друга емисија да направиме нешто такво, меѓутоа дојдов со велосипед, секогаш И си го практикуваш, да, така? секогаш, да. Сега само гледав дали ќе врне. Викам ако врне, си земав и друга облека да се пресоблечам. Ете, да се однесуваме како што се однесуваат некои земји од од Европа, свесни, некои земји каде свесноста е на доста повисоко ниво. Баш така. Така што секогаш кога не трчам, возам велосипед. Односно сум на точак. Секоја чест. Можеш ли да се сетиш која беше првата најдолга, подолга дестинација која имаш истрчана? Да, па првата официјално беше Скопскиот полумаратон 2008 година. Меѓутоа, од кога почнав да се подготвувам, тоа беа некои, да речеме, 10, 11, 12 километри и кога ќе ги истрчав тие во тој подготвителен период, без да имам некои познавање со патики за кошарка, си мислев дека кој знае што сум направил, дека тоа било некое преголемо достигнување и навистина во тој момент така и било. И кога успеав да го истрчам првиот полумаратон, значи во мај 2008 година, на цело мало кај стигнам раскажував како ја сум истрчал 21 километар без да одам. Тоа беше некое за мене најголемо достигнување. За да сега тоа ми биде дневна рутина, така што 21 километар, да не кажам трчам секој втори или трет ден. Навистина уживам во тоа и така. Така, што најмногу трошиме кога трчаме и што е она што задолжително мораме да го надокнадиме како потрошено? Да. Па најмногу ја трошиме негативната енергија. Значи таа не мораме да ја надокнадиме, таа ја Апсолутно. Ја отстрануваме трајно. Да, и затоа трчам и речиси секој ден. И тоа е оној начин на кој што ние, луѓето што сакаме да трчаме, си ги полниме своите батерии и затоа луѓето па кои што се утрински активни во трчањето, едва и чекаат да започнат со трчање за да можат после да продолжат да уживаат во остатокот од денот и полесно да ги обавуваат сите своји обврски. И тоа е нешто и најглавно, затоа што трчањето нели не е само физичка активност, туку има и тој медитативен дел, каде што кога трчаме, многу често сум на кеот на Вардар. Ментална хигиена. Ментална хигиена, да. И иако ја трчам секој ден веќе 15 години на истото место и уживам кога одам таму, и ќе се случи после некој 4, 5, 6, 10 километар да си кажеме и кај сум сега. Не, знаете? И тоа е една убава работа. А се разбира, другиот аспект е дека она што го трошиме треба да надокнадиме, меѓутоа така е и за било кој друг спорт во животот, а и ако сакаме да сме здрави, да се грижиме во поглед на исхраната, да јадеме здраво, за да можеме да нашето тело да не слуша она што му го задаваме како задача, да може да ги издржи сите тие тренинзи, напорни активности кои со текот на времето веќе не се напорни и да може тоа да ни стане едно секојдневие и да уживаме секој ден. Така. Трчав и јас некогаш во мојот живот, кога бев помлада, кога бев девојче, заедно со мојот сега покоен брат. И навистина знаевме да истрчаме за мене долги патеки до 9-10 километри, што може би не е многу, но за мене беше навистина премногу. Од секогаш ми било енигма тогаш во детството додека трчав, дали треба нешто да каснам, да јадам, да се напијам пред трчање или тоа сепак е добро да се прави откако ќе завршам со трчање. Можеш ли тука некои инструкции да ни кажеш? Можам, конкретно да. Тоа е индивидуално и зависи кога сте трчале. Например, ако е рано утринско трчање, ако се разбудиме и непосредно во најкраток можен рок отидеме да трчаме, генерално мојот совет е да внесеме нешто било што пред да одиме на трчање. Може да се трча и на гладно, меѓутоа јас лично повеќе сакам кога ќе се напијам, да речеме, чај, ќе земам мед со чајот или тоа ќе биде пример медотан или малку ќе се напијам од некој шејк, сакам да кажам, така што мојот совет е да дефинитивно да има нешто, а задолжително после тренингот во првиот саат од станувањето да има здрав и избалансиран оброк. Иако ако например се разбудиме, подиме после 2-3 сати на трчање, повторно е тогаш задолжително еден урамнотежен оброк, некој лесен оброк за да можеме да истрчаме и да имаме сила. Без потешкоти. Да, без потешкоти, да. Одлично. Ова е се супер инструкции за сите вие кои одамна не сте трчале, а планирате да започнете оваа пролет, да го разбудите телото, умот, духот, како што се буди и природата впрочем во месец март. Ајде
некоја убава информација за утрешната трка, која што за време на оние пандемиски 2 години, кога бевме под едни рестрикции, малку паузираше и стагнираше, така? Токму така, да. Трката за прв пат ја одржавме кога се оформи клубот, тоа беше 2014 година, октомври месец. До ден денес имаме повеќе од 100 трки организирано и тоа беше една убава традиција на кеот на Вардар, која што, како што кажавте, ја прекинавме за одреден период додека се случи таа пандемија. И сега продолживме, ја вративме. Значи, се вика АКК по името на нашиот клуб, Лига во трчање, трки на 5 километри се тоа. Се одржуваат од Жабарот, значи од кај владата, на кеот на Вардар, се трча во правец на кај Александар, во насока на Александар Палас и назад на истото место, 2,5 километри во една насока, 2,5 километри од друга, вкупно 5 километри. Може да учествува секој што сака да трча. Значи трката е од отворен карактер. Благодарам на спонзорите, на поддржувачите, Сава Пензиско, Гармин Македонија, значи Атлетска федерација на Македонија, кои што ни овозможуваат сето ова да го правиме. И буквално ги поканувам сите кои што сакаат утре да дојдат, независно дали се активни атлетичари, независно дали луѓе прв пат ќе протрчаат, секој што е здрав, што може да трча, па и не мора нонстоп да трча, може да трча и да оди, да дојде на договореното место во 8 часот, ќе поделиме стартните броеви и во 8:30 е старт на трката. Значи не е важно дали до овој момент имале информација, биле пријавени и така натаму. Не е важно, значи пријавување на лице место. Битно е да се одважат и утре да дојдат. Да. Затоа што оваа трка била мотивација за многу луѓе да почнат да трчаат, многу луѓе ги инспирирало да продолжат да трчаат, за прв пат можеби протрчале и токму тоа е и поентата. Значи трките, ако некој го поканите дојди на трка, ќе си помисли дека треба да е во не знам каква форма. Да, тоа можеби е за професионалците. Меѓутоа, ваков тип на трки кои што се од отворен карактер имаат многу поразлични цели, значи да мотивираат, да инспирираат, да дадат можност за себе надминување, за убава енергија, за дружење, за една позитивна приказна, која што дефинитивно стана таква сите овие изминати години во нашиот главен град. Браво. Колку е лесно или е тешко да се обстојува во овие наши простори со оглед на тоа што е, како што ти рече, на само финансирање сте, а наредната година ќе заокружите една деценија од постоењето. Ималите ли поддршка од некого? Ете, има поддршка, не е лесно. На спортот, ја можам да го кажеме, сличен и со уметноста кај нас во Македонија. Значи, пред се базиран на ентузијазам. Значи, кога имате ентузијазам, мора да се борите. Ете, јас и во своите најдобри денови, најдобри години, 2013, 2014 и 2015 година, кога го достигнав зенитот во мојата кариера и кога имав најголеми успеси, јас и тогаш работев со ова за да можам да уживам во трчањето. Така што дефинитивно не е лесно, меѓутоа кога тоа е од срце, кога тоа го сакаме, сепак наоѓаме начин да дојдеме до спонзори, до луѓе кои што сакаат да помогнат, затоа што според мене јас сум си ја нашол мојата смисла на животот и на постоењето во таа дејност и се борам за тоа и сметам дека се друго кога би правил не би било како што треба да биде, не би имал таа среќа, таа исполнетост и на крајот на денот секогаш кога нешто го правиме со најубава енергија, со среќа, картите се поклопуваат и ќе успееме во тоа. Универзумот наоѓа решение. Кој е највозрастниот член во вашиот клуб и до која возраст сметаш дека човек може активно да трча без некакви големи километражи? Така. Највозрастниот човек во нашиот, значи нема возраст која што е до оваа може да се трча. Граница, да. Токму така. Најважно е како се чувствуваме. И сега луѓе кои што биле и во минатото физички активни, не им е проблем и во своите 70 години да трчаат. Значи имаме луѓе кои што имаат 73, 4, 5 години и што трчаат. И супер се чувствуваат. Има некои луѓе и за нијанса повозрасни од тоа што успеваат да го прават тоа. Така што дефинитивно пораката е таа дека кога се грижиме за нашето тело, меѓутоа и го слушаме нашето тело, не забораваме во каква состојба е, дефинитивно може да го правиме тоа.
И па ја кажам, и не мора да трчаат, може некое забрзано одење, меѓутоа физичка активност, затоа што на тој начин и тие си го прават животот уште поубав, имаат привилегија во тие години да го прават тоа, така и плюс е мотивација за сите нас останати. Апсолутно, така е. Често пати во филмовите, во американските филмови, еве да речеме, не мора да се американски, било кои други странски филмови, можеме да забележиме како луѓето имаат еден таков животен стил во кој што непрестано се бават со трчање, џогираат некаде, има патеки за спортување, има и во нашиот град, не дека нема, има и во други помали општини, но еве колку од твоето досегашно искуство можеш да издвоиш дека нашиот джет сет, нашите лица од јавниот живот, па еве да ги споменеме тука и нашите политичари, колку практикуваат здрав животен стил и дали ги среќаваш покеј вака, дали си имал такви искуства, дали работиш со нив? Да, апсолутно да. Може би бројот не е како во други земји, не е како во Словенија, например, да трчаат челниците на државата. Може би не е како во Холандија додат со велосипед на работа, нели да се физички активни. Меѓутоа, да, и голем дел од тие биле дел или се и од нашиот клуб за трчање, значи биле дел и од тркиве што ги споменавме. Има такви, меѓутоа бројот не можеме да кажеме дека е многу голем, меѓутоа да, особено и оние што се представници, да кажеме, на странски амбасади, тие ги поттикнуваат останатите, бидејќи нели се дружат, па им кажуваат ајде да трчаме. Меѓутоа да, имало до сега министри, видни некои функционери на атрактивни, да кажеме, позиции во Македонија, кои што и се уште трчаат и трчале порано, а и тоа па ќе кажам, тоа е индивидуално и начин на живот. Кога човек и претходно бил таков, и кога ќе порасне во личниот развој, тој кога ќе дојде на таа позиција ќе разбере дека тоа е за него, ако го прави, а не да оди лична придобивка. Апсолутно да. И мој совет е и сите да го прават тоа, затоа што тие се луѓето кои што се постојано во јавност и кои што треба да покажат со личен пример како да се однесуваат сите останати. Да. Има ли денови кога не ти е до трчање? Има ли денови кога се чувствуваш, да речеме, лошо или кога имаш поголем недостиг од енергија, па ќе кажеш еве денеска нема да трчам? Има денови такви, се разбира, затоа што, како што кажам, трчањето е наш начин на живот. И кога е начин на живот, во животот е горе-доле, не може само горе да оди, логично. Кога сме инспирирани, кога сме мотивирани, тогаш одвај чекаме со песна, стануваме да кажам да одиме да трчаме со најголема леснотија, го правиме тоа на врвен начин. Меѓутоа има денови кога не ни е денот, тогаш доаѓа на сцена дисциплината, која што ние спортистите ни станала јака страна. Меѓутоа и таа се негува и таа се тренира. И во таков период дисциплината победува и таа е таа движечка сила што не носи да излеземе и да трчаме. Се разбира во денови пак кога навистина не се чувствуваме добро, тогаш треба да размислиме доколку отидеме да знаеме во каква состојба е нашето тело. Дали ако отидеме да трчаме ќе ни стане подобро или може да направиме некој негативен ефект. Затоа секогаш кажам треба да го спознаеме телото, да го слушаме и согласно на тоа и да реагираме. Во такви моменти сепак го правам тренингот, меѓутоа тоа е со некој помал интензитет ако не се чувствувам добро. А поголем напор, верувам. Да. Колку се акне самодовербата? Предпоставувам дека многу е голема и многу е важна самодовербата, особено во едно вакво време во кое со оглед на околностите во образовниот процес и со сите овие агонии изминативе месеци со лажните дојави на бомби, ние изгубивме чекор со процесот образовен, добивме генерации кои што навистина стануваат зависни од паметните телефони, кои што се помрзливи, поинертни и се позаробени заложници на паметнава технологија која нешто добро донесе, но многу зло и ни остави и ни го всади тоа не само на децата, туку и кај возрастните стана, тоа е еден огромен проблем кој допрва ќе ги сумираме последиците од истиот. Апсолутно. Јас ќе го кажам личното моје искуство. 15 години века трчам. Трчањето мене ми помогна да се чувствувам одлично не само физички, туку и психички. Значи сум стабилен, континуиран во текот на
сите овие 15 години, доколку порано на пример имало и некои промени во моето, да кажам, расположение, како почнав да трчам, тоа е на едно одлично ниво. И тоа е и голем мотив за мене лично, а предпоставувам и за многу други, и да продолжат да трчаат, дека не е само бенефитот од физичката активност, туку и психичката, и на тој начин го добивам она well-being, значи целосно ускладено психофизичко здравје што го зборувам. И мој совет е секој да трча, секој да биде активен и да го пронајде тоа во себе. Можеби на почетокот нема да му биде лесно, меѓутоа кога тоа ќе го направиме, дефинитивно квалитетот на нашиот живот станува поголем. И сите овие работи што ги кажавте, трчањето како активност помага во огромна мера ние да бидеме имуни на тие негативни информации, на секојдневните животни ситуации што не обкружуваат и што не унесреќува, да. Затоа што на овој начин имаме ние можност секој ден бесплатно да си направиме нешто што ќе ни биде убаво и што ќе не прави среќа. Огромен личен бенефит. Така. Размислуваш ли некогаш повторно можеби да се вратиш на работата од 8 до 4? Има една поговорка никогаш не вика и никогаш, нели, таа ми е малце песимистичка, ама јас ќе кажам никогаш нема да се вратам. Значи, ова е тоа што ми исполнува, ова е тоа што се пронаоѓам. Ете, работиме и со дечиња, значи имаме и детска атлетика. Како можат да те комуницираат и да те контактираат оние родители кои што еве размислуваат и во моментов може би сакале да ги зачленат во клубот? Слободно може да ми сконтактираат, да ми се јават 078 426 65, да ме најдат на социјалните мрежи, значи Кока на Јановски, дали на Инстаграм, дали на Фејсбук, или нашиот клуб да го заследат АККА Run Club. Имаме и веб страна школа за трчање.мк. На било кој начин може и слободно и да поминат на Кеј, многу е веројатно дека ќе ме најдат таму. По канцеларија? Да, по канцеларија, да. Отворена канцеларија, да. Отворена за сите. Клучот го оставам, секој да може да гледа. Кога врне, кога има денови кога многу врне, трчаш и тогаш? Јас трчам и тогаш, да. Како, со чадор? Па не, без чадор, не е проблем. Кога еднаш ќе одлучите дека ќе трчате и кога знаете дека вашето тело може да го издржи, тој нема да направите некоја, не дека ја од прв ден одма почнам да трчам и на минус 15 и во врнежи, туку кога видов дека моето тело веќе е физички силно и може да си го дозволи тоа, да го практикувам затоа што ништо страшно. Ќе накиснам, ќе се чувствувам убаво, ќе се пресолечам, ќе се избањам. Браво. И тоа е тоа. Секоја чест. Навистина и на самиот крај ве кажи ми колку трчањето, ова што го практикуваш и живееш во твојата канцеларија отворена, со не знам колкава квадратура ти е канцеларијата, ама ти завидувам затоа што имаш огромна канцеларија и слободна канцеларија. Колку ти помага да трчаш низ животот, бидејќи такво ни е секојдневието, ние трчаме непрестано, ние за жал многумина од нас, а верувам тука ќе се препознаат и многу наши гледачи, живееме буквално како за да одиме на работа и остатокот од денот, евентуално ако малку време најдеме да пазаруваме нешто и да донесеме дома нешто ако сме родители и така натаму, и денот поминал, животот поминал. Колку трчаш и колку се обидуваш еве вака да ги поедноставиш, и дали ти помага трчањето во поедноставување на сите овие животни задолженија кои нам ни се накалемени од нашето раѓање и од нашето полнолетство, практично бидејќи кога сме деца, друг трча за нас. Токму така. Па бидејќи јас се пронајдов во ова, ја иако тоа што го работам, за мене ми е задоволство. Ја можам и цел ден да бидам на Кеј и практично јас работам, а за мене тоа е уживање. И бидејќи тоа сум го нашол и сум го направил, дефинитивно, значи ми помага во животот затоа што тоа е и мојот живот. Од тука испадна и мојата книга која што излезе од печат пред 3 години, се вика Трчањето ме учи. Прекрасно. Значи, да, мене животот, односно трчањето, ме научи како да се справувам со животот, како да реагирам на сите предизвици, на сите убави, па и не толку убави моменти. Животот е тркал, има убави, неубави. Токму така. И на тој начин, ете, наскоро се надевам дека ќе излезе од печат и втората книга, која што се вика Трчам за тебе. Гледате, се е поврзано со трчањето. И на тој начин дефинитивно ми помага и сум среќен и благодарен бескрајно што можам да го правам тоа. Одлично. Супер.
Ајде уште еднаш покана отворена за Да. во твојата канцеларија утре наутро во 8 часот. Утре во 8 часот сите кои што сакаат да трчаат, сакаат да пробаат еден друг начин на живот или доколку не биле на трка, да се охрабрат да дојдат, да видат што е убаво, нека повелат кај Жабарот, значи на кеот на Вардар, во 8:30 е старт на трката, ќе се забавуваме, ќе трчаме, ќе си поминеме одлично. Така, посакувам добро време. Верувам дека утре нема да врне, такви се барем прогнозите, можеби некаде ќе се расипи, но во Скопскиот регион ќе биде времето стабилно и верувам дека ја за жал нема да можам да ви се приклучам. Тоа сакав да кажам. Но во моментот кога ќе одлучам да трчам, ќе те барам. Да, баш ми е драго за тоа што кажавте дека во минатото сте трчали и мој совет е ако сакате повторно да пробате, може повторно ќе се најдете. Да. Сакам и Супер. ќе се потрудам во блиска иднина да протрчаме заедно па да видам Баш ми е колка ви драго. се сега моите можности.